И кога лицитираме со бројки колку жртви има, би сакал да кажам една друга работа. И една жртва е многу. И една жртва е многу, особено кога таа жртва е резултат на негрижа на државата, на државата и институциите кои што треба да гарантираат животот и здравјето на секој човек. Ние живееме во систем на кој што му веруваме, бидејќи имаме така наречен општествен договор дека сите заедно сакаме да живееме согласно овие правила и закони и сите ќе се штитиме меѓу себе базирано на тие правила и закони. Кога и еден човек и една жртва ќе падне поради непочитување на тие закони и правила, тогаш прекршен е целокупниот општествен договор. Ние меѓу себе сме се предале. Ние сме предале некого. Живите сме предале некого и тој го загубил животот. Ние не сме ги држале на одговорност оние кои што требало да ги спроведуваат тие правила и закони. Така да и една жртва е многу. Поаѓајќи од овој аспект, кога сум дебатирал и кога сум бил на Иво Пуха на ораторска вечер и кога сум зел награда, мојата тема била за, односно против смртна казна од овој аспект. Во името на граѓаните на Република Македонија, јас во моје име не сакам никој да биде убиен, па ни со судска пресуда. Или ако тргнеме од еден филозофски аспект, секој живот е еден свет. Еден живот е еден универзум. И ако ние колективно сме уништиле еден свет, ние не сме достојни да се викаме луѓе. И не бараме одговорност за тоа. И на едно подлабоко филозофско ниво, размислете и ќе сватите дека навистина еден човек е еден свет. И многу е. И еден човечки живот е многу. Така да не знам, лицитирање со бројки, да 65, ако ги броиме као статистика.